شيء أدفع فردا؟ منو؟ شيء ولا ما شيء؟ يلا No lyrics here, just beats to vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. Bass drops. Добро дојдовте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto. И денес ќе разгледаме некои новости, да видиме што се случува, а секој ќе обрне внимание на техничка анализа, ќе покажеме некои графикони за биткоин, ќе споредиме некои ситуации кои што се случувале претходно и да видиме колку сме блиску до тоа дно денеска. И ќе започнеме со овој график, како што можеме да видиме, ова е некој систем на тргување, каде што овој моментално имаме знак sell, што значи дека претходно бил неколку пати успешен кога сме имали некое вакво движење, така да и овој сигнал моментално не покажува sell. Дали тоа ќе биде точен сигнал ќе видиме, затоа што веќе ја предвидуваме на цена, дека цената ќе се спусти до на ликвидност која што имавме тука на 68.000 некаде, така да ќе видиме моментално сме во таа зона, а нешто што верувам дека ќе продолжиме да го правиме е всушност ова движење, каде што пробиеме низ оваа зона тука на 68.000 и ќе продолжиме надоле по оваа зона и да ги добиеме оние 55.000 кои што ги изборуваме уште од почетокот на октомври. А за тоа колку моментално се заинтересирани луѓето за биткоин можеме да видиме тука. Моментално како да купите биткоин, овој термин на Google Trends е блиску до нула, така да немаме никаква заинтересираност и ова е времето каде што треба да се обрне внимание на акумулација. Исто сега имаме друг графикон кој што исто така сигнализира надоле тренд. Моментално имаме црвени линии тука, како што можеме да забележиме, и имаме црвена стрелка која што се покажала точно многу пати до сега, барем за овој индикатор, и веројатно ова е потврдата за bear market. А моментално на банките во Америка има дозволено официјално да купуваат биткоин и замислите како сето ова е симулација. Моментално влегуваме во зона на акумулација и имаме дозвола за банките да купуваат, да има што ќе се случи во следниот период, веројатно дека банките ќе акумулираат доста средства тука и ова е многу булиш вест за криптопазарот. А моментално Иран добива предупредување од Саудиска Арабија дека се прогласени за персона нон грата и имаат 24 часа да напуштат Саудиска Арабија. Кога изгледа сето ова, верувам дека ова само наратив што ќе не движи низ овој bear market. А доколку ги погледнеме алткоините, дали можеби пак ќе имаме некои изненадување за алткоините, затоа што технички гледано тука ова е зоната каде што би требало да добиеме поголемо движење за алткоини. Тоа сме го имале во 2024 година и во 2020 година. После одредени лоши вести, тука имавме поголем раст. Ова не ни беше блиску до 2021 година, така да можно е сега да имаме нешто големо. Уште една маркет структура која што ни покажува дека цените се спремни за движење надолу, односно дека имаме потврда и погледнете само колку време помина и колку цената се спушти надоле за да имаме така наречена таа потврда, затоа што никогаш не знаете што ќе се случи и секој што ќе ви каже дека знае, всушност ве лаже, затоа што едноставно не можете да го предвидите ова ако немате инсайдерски информации, а доколку го следевме Елиот, барем знаевме дека уште тука некаде дека ова е можеби движење кое што ќе не однесе во поголемите дна. Тука ќе видиме каде ќе не однесе точно. Сега за сега нема промена на трендот, се движим во надолна насока, како што ви кажавме пред уште одамна на овој канал. И сега имаме некоја споредба тука со
COVID пандемијата која што веројатно или не се случила во март 2020 година, каде што сите ни зборуваат дека се ќе се среди во 2 недели, потоа имавме големување на цените, инфлацијата и тоа ни остана со околу 2 години. Моментално имаме затварање на Хормуз и тоа во март 2026 година. Сите ни зборува дека се ќе биде во ред, сега воопшто не е во ред. Еве гледаме дека и Саудиска Арабија се приклучува на санкциите кон Иран. Дали другите земји ќе се приклучат на санкциите кон Иран, а потоа Иран ќе се обрати до своите сојузници, ќе видиме, и тоа може да излезе на големо и да го одбележи овој така наречен bear market. Нешто што одамна не сме го погледнале, а тоа е SEM Rule индикатор. Доколку дојде до 0,5, знаеме дека сме во рецесија, а тоа е веќе многу касно за сите. Моментално сме на некои 0,27, што значи 0,50. Имаме секогаш движење параболично, кое што е проследено со паѓање на сите ризични средства. И токму она што го зборувавме во претходното видео, таа зона 68.708, моментално е ликвидирана од страна на маркетмекерите, затоа што, како што кажавме, нема простор за да се остави ова движење нагоре, затоа што имаме огромна ликвидност. Тука е сега ќе треба да видиме што ќе се случува во следните неколку месеци, дали ќе се формира повторно таа ликвидност, па потоа продолжи повторно надолу. Погледнете ги овие ликвидации каде што сме имале само придвижување нагоре, тука и потоа повторно движење надоле. Дали можеби ќе продолжиме уште малку нагоре, затоа што и тука имаме некоја ликвидност. Сега не верувам, а ќе го објасниме тоа за кратко. И доколку се вратиме сега на Биткоин графиконот, нешто што би можеле да споредиме од претходните години, доколку ова е на дневен графикон, би можеле да видиме, чекај го оставиме на неделен, би можеле да забележиме искрено дека се наоѓаме можеби на пола пат до формирање на тоа дно, но моментално воопшто не ми изгледа дека е ова. Верувам дека оваа фаза помина одамна. И доколку направиме една компарација тука сега, од оваа свеќа до овие долните свеќи, дали можеби ќе го добиеме ова, ќе оставиме на времето, едноставно можеби до крајот на година да го правиме ова, нешто што би следувало сега, би можело да биде едно движење вака, подоцна да имаме само странично движење каде што сите ќе се уверат дека имаме формирање на тоа дно, имаме булиш вести многу веројатно и само ќе ги ликвидира позиција прво во горната страна, па во долната страна и подоцна ќе правиме вака каде што сите ќе биде ликвидирани, нема да имаме никакво движење и полека графиконот ќе продолжи да го прави. Можеби едноставно тоа е едното сценарио кое што би можел да го споделам барем сега за сега од она што гледаме на месечно ниво. Немаме ништо. Неделно ниво ќе видиме каде ќе затвориме. Се одбиваме од оваа тренд линија. Доколку ги погледнеме сега дневните циклуси, имаме неуспешен неделен циклус, што значи дека следните недели би требало да видиме движење во надолна насока. Доколку малку зумираме во овој графикон, ќе добиеме нешто што сме го добиле и претходно на овој графикон. Погледнете. Движење странично и потоа пробиваме во нагорна страна, која што ни покажува дека всушност тоа е лажно движење. Истото го имаме сега. Веројатно треба да почекаме да видиме пробивање на оваа тренд линија за да го очекуваме тој пат и дали тој пат ќе ни ги даде нашите предвидувања кои што се околу
ова зона од 50, 55 или па некој максимум цени кои што би можеле да ги видиме се до 40.000. Барем сега, за сега тоа е главното сценарио. Доколку обрнеме сега внимание на алткоините, ќе видиме што моментално се случува со FED. Моментално имаме цена од $0,27, што значи дека тука сме спремни за повторно ресетирање на овој сентимент. Каде ќе заврши ова не знаеме, дека да гледаме моментално како завршило претходното движење, сме имале движење надолу и кога сме го ресетирале овој индикатор, сме продолжило нагоре насока како што тоа е сега. Планот моментално RSI е на едно од нависоките нивоа тука. MACD исто така полека се ресетирано, сето ова е на дневно ниво, што значи дека овие индикатори доколку тргувате на дневно ниво се многу корисни, доколку сте на долг рок ова микро не вменува ништо. Сега ќе погледаме на недела. На неделно ниво имаме пак движење во нагоре насока и имаме повторно спојување на овие линии, што би ни дало можност дека всушност ова може да продолжи нагоре и тоа се до оваа тренд линија. Мислам дека следната зона би била оваа тренд линија, зависи тоа каде ќе се формира. Доколку продолжиме странично движење тука, таа зона може да биде 0,27, доколку веднаш кај ја добиеме оваа зона, таа зона може да биде 33, односно 0,33 и подоцна да се вратиме тука или пак да се вратиме тука, затоа што не верувам дека ќе добиеме само движење нагоре, ниту еден пазар не се движи само нагоре. Така да ќе видиме нешто што истражував. Едноставно е и овој токен, не знам дали го знаете или не знам дали сте слушале за него, но нешто што е тука интересно е овој волумен кој што моментално го имаме, каде што можеме да го видиме претходно. Погледнете, ова е огромна капитулација на овој коин, а верувам дека и вредноста би можела да биде огромна, затоа што едни од најголемите инфлуенсери се вклучени во овој проект, можеби и затоа оваа манипулација била толку огромна кога овој кој се лансирал, а потоа погледнете. Ова движење и моментално, доколку гледаме риск менеджмент, ова е минимален ризик што можете да си го дозволите доколку би сакале да го поседувате овој коин. Така да ќе видиме, тоа е едно од новите коини, а доколку ги погледнеме сега и другите, и си ги следиме, погледнете како само се одбива од таа зона моментално, пример рендер, од оваа тренд линија на месечно ниво, исто така има оваа тренд линија, погледнете ги овие фитили тука, но ова е период веројатно на акумулација. Сентиментот е тотално уништен, не верувам дека некој моментално сака да го има овој коин, доколку не ја знае техничката анализа, но погледнете. Гледате ги овие движења сега моментално што се случуваат, ова е ресетирање комплетно на овој сектор. Доколку погледнеме линк се уште ја следи оваа тренд линија, линк нема никаква потврда дека можеби дното е тука. Ова го гледаме на месечно ниво моментално. XRP исто така ја следи оваа тренд линија. Solana би можеле да имаме еве таа зона 1,272, ако го формираме тоа дно и циклусот остане како што треба, би можеле да дојдеме до оваа златна зона 1,618. Моментално би можеле само да поставиме една тренд линија тука, доколку сакаме на првите две свеќи, нешто вака можеби би изгледало тоа. И доколку поминеме движење во оваа акумулацијска зона тука, тоа би не одвело, поглед, декември, јануар,
Таа зона, доколку повторно паднеме, би можеле да видиме нешто вака, и повторно зона акумулација, која што малку повеќе ќе биде, но големи се шансите дека оваа зона моментално, бидејќи имаме огромно одбивање, тука некаде, немаме никаква потврда за тоа конкретно за Solana. Сега ќе направиме повторно видео кога ќе помине малку време, кога ќе мислам дека на вистина ги формираме дната на овие коини и ќе направиме повторно, затоа што сега ги имаме сите овие коини тука, кои што се едни од потенцијалните. Ќе направиме повторно техничка анализа во следниот период. И отприлика тоа е тоа за денеска. Слободно претплатете се на каналот. Доколку наоѓате вредност во него, споделете го со своите пријатели и уживајте во содржината на овој канал. А ние се гледаме во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао! Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.